Судските одлуки и судско-обвинителските избори ја бренуваат јавноста и во последните денови од годинава. Паѓаат пресуди, предмети се соочуваат со застарување, додека државата е под постојани критики дека не расчистува со високата корупција. Изборите на судиите и обвинителите се со поднапред познат исход во најголем дел од случаите, барем за јавноста. На овие и други теми од правосудството вечерва во Топ тема дискутираме со Вера Коцо, врховна судика во пензија. Добро вечер. Добро вечер. И со адвокатот Александар Тумановски. Добро вечер и вам. Добро вечер, благодарам на поканата. Со разговорот продолжуваме веднаш по рекламите. Продолжуваме со разговорот. Оваа година имаше многу случувања во правосудството, но уште долго ќе се анализираат и дискутираат настаните од последните неколку месеци. Да почнеме со последните случувања. Апелациониот суд ја укина пресудата за Таргет тврдина за масовното прислушување. Ова е трета поред осудителна пресуда против екс-шефот на тајната полиција која паѓа пред апелациониот суд. Но на што даде дополнителна тежина на ваквата одлука е тоа што делата на Мјалков во овој предмет застаруваат во 2025 година, а апелационите суди 9 месеци одлучувале дали да ја укинат пресудата. Дали судиите можеле да бидат поекспедитивни и доколку забележале по јавната седница дека има суштествени повреди, требало тоа да го направат порано. Започнуваме со судиката Коцо. Кој е вашиот став? Требале ли судиите порано да реагираат со оглед на тоа што на овој предмет за 2 години му се заканува, доколку не заврши правосилно, застарување? Кога зборуваме за правда, судска правда, што значи тоа? Дека треба да се постапува професионално, ефикасно, транспарентно и во разумен рок. Ако основниот суд, кривичниот суд, ја водел постапката со задочнување од неколку години и го решил на некој начин предметот, стигнал во апелација морала да реагира што е можно најбрзо. Не смела да си дозволи според кој закон допуштено е да го држиш предметот 9 месеци и повеќе од 9 месеци. За мене тоа е недозволиво и воопшто не е во прилог на некаква правда. Туку напротив се добива неправда. Така. Господин Тумановски, вие како адвокат често сте во судниците, секојдневно, може да кажете кој е проблемот и зошто, како требале да реагираат судиите, што треба да се промени за да не се случува ова? Дали е објективна причина постојат или пак можеби некоја поинаква субјективна причина? За субјективната причина треба да се утврди од страна на судскиот совет. Они најавија дека ќе направат контрола на работењето на апелациониот суд Скопје. Објективниот дел мислам дека знаеме и самите дека екипираноста на апелациониот суд Скопје е на многу ниско ниво. Повеќе од година дена таму не се избрани судии, дали во кривичниот оддел или во граѓанскиот оддел, можеби тоа влијае на брзината и експедитивноста на работењето на судот. Така, сега има најави дека на предпоследниот ден од оваа година, предпоследниот работен ден, ќе се избираат судии за во апелација, после подолго време, како што кажавте, но ние го знаеме случајот кога апелација во случајот Тенк, исто така беше пред застарување за екс-премиерот Груевски и тогаш апелационите судии беа доста експедитивни и донесоа одлука во рок од 1 месец за да не застари овој предмет. Сметате ли дека може би требало и можело и во овој случај да бидат поекспедитивни за да не го трошат времето кое што останува за целокупната повторена постапка, повторно пред кривичен суд, па пред апелација? Судот треба да внимава на сите работи кои што може да се случат во текот на работењето и разгледувањето на предметите по жалба. Така да и на овој дел на делот на застарување треба исто така да се внимава, бидејќи се носат, мислам, може да дојде до трајни последици. Како по странките, така и по самите судии, доколку тоа го имат направено со некаква тенденција или со некаква крајна намера. Сметам дека судски совет треба да се излезе со конечен извештај од нивна страна. Сега со направената контрола, сигурно ќе имаме и повеќе информации во врска со тоа што се има случено во врска со тие предмети. Ајде ќе видиме што ќе одлучи судскиот совет, односно што ќе најде во тој предмет. Какво било постапувањето на апелационите судии, дали се направени пропусти. Меѓутоа,
И покрај сето тоа, и покрај таа контрола, сметам дека е сосема непрофесионално држење на предметот толку долго време во апелација, од причина кога се знае за каков предмет се работи, за кој е јавноста многу заинтересирана. Сега и уште еден предмет Титаник 2 кој што е укинат, има уште многу помал рок за завршување, во 4 месец следнава година се смета дека треба да биде застарено више. Во тој предмет повторна апелација е тука на тест. Исто така е држан предметот и основниот суд го работел подолго време. Предметот се закажувани бројни рочишта, меѓутоа и апелација си дозволила да лежерно се однесува кон решавањето на овој предмет. Така. Кои според вас се клучните проблеми за долгите постапки? Освен тоа што често слушаме дека поротниците кои што си даваат отказ за тоа што се вработуваат, барем во предметите од СЈ, тоа беше забележително, но и поради тоа што некој од нив се пензионира, секоја промена на судечкиот совет значи повторно враќање на почеток на судењето. Ова беше голем проблем кој го посочува и самите суди и обвинителите кои ги вода предметите. Сега има измени на законот. Дали има и некои други проблеми според вас кои што може да предизвикаат застарување? Според мене треба секој предмет да се планира како ќе се работи. На времето се викаше водење на предевиденција на судските рочишта. Но ако вие имате план, ако знаете кои поротници ги имате во составот на судскиот совет, и дека им се ближи време на пензионирање, морате тоа да го знаете. Не можете... Но имаше и случаи каде што ненадејно си дава отказ затоа што се вработиле. Ако е нешто ненадејно, тогаш веќе виша сила, па мора да се бара друг поротник и да се одложи рочиштето поради тоа. Меѓутоа, во главном треба да се планира судењето. Не може да се влезе во судница без да се има претходно направен план како ќе се одвива рочиштето за судење. Ние со промената на законот на ЗКП направивме еден мешовит систем од англосаксонски со континенталниот дел на законот и во тој мешовит систем внесовме некои делови кои што, например, ги има во америчкиот систем, но не внесовме професионална порота. Сметам дека откако мора да се направат решенија, се види дека со ваков начин на поставување на судењата, без да се планира или да се направи динамика, бидејќи сепак станува збор за долги судења, тука треба сепак да се има и резервен судија. Да, тоа почна да го уведува кривичниот суд во последниве години, како се случија неколку пати да се вратат на почеток сите овие судења со резервни поротници. Бидејќи како одбрана, еве јас како адвокат, нормално дека обвинетите нема да ги ставиме на тацна за да ги судат. Ќе гледаме секој можна законска дупка во законот да искористиме и тоа судење да трае колку што може да подолго и да биде во интерес на самата одбрана. Така. Меѓутоа, се извинувам. Меѓутоа, мислам дека треба да има и комуникација меѓу државните органи. Во случајов на Титаник се манипулираше со некаква доставница упатена до затворот, која што била упатена ненавремено, па не бил приведен навремено обвинетиот. Што било проблем да се ако такво нешто утврдил затворот, зошто не информирал имате грешка направена во доставницата. Значи, изостанува онаа комуникација која што треба да ја имаат државните органи. Затоа на крај се заклучи дека се криви судските служби, односно тие што ги подготвувале доставниците. А можело тоа многу лесно да се реши. Дополнителен проблем за сите овие последниве, барем Трезор и Таргет тврди на кои што застаруваат, е тоа што не можеме да го слушнеме образложението на судот зошто е укината, кои се тие суштествени повреди кои се случуваат токму во овие предмети против високите функционери поранешни, поради кои што се укинува пресудата. Сега Врховниот суд, но и Судско-медиумскиот совет предлага измена до Министерството за правда со кој што ќе се смени законот неправосилни пресуди да не се објавуваат, но Врховниот суд донесе и начален став со кој што ја задолжува, ги задолжува пониските судови сите предмети кои што се од јавен интерес да ги објавуваат пресудите и покрај тоа што се неправосилни, односно укинувачки. Колку се задолжени судовите дека ова мора да го сторат или пак
начелниот став на Врховниот суд или пак сега тие можат да одлучуваат дополнително дали ќе го послушаат Врховниот суд или не? Па, обично начелните ставови се обврзувачки за судот што го донел. Меѓутоа, во даденава ситуација, имајќи во предвид интересот, јавниот интерес на граѓаните во оваа земја, овој начелен став треба да биде прифатен и од пониските судови. И да представува нешто што треба да е во интерес на осознавање на правдата, запознавање на граѓаните на крајот на краиштата, тие имаат право да знаат што се случува со таквите тешки предмети. Специјалното јавно обвинителство делуваше онака како што делуваше и покрена доста постапки. И сега што значи по прекинување на неговата работа, дали значи дека овие предмети треба да пропаднат? Никако не смеат. Дали имате таков поечеток дека тие сега новите истраги не завршуваат со обвиненија? Имаше многу истраги на СЈО, нови обвиненија нема за тие истраги, а и овие предмети за кои што има обвиненија, како да се мачат по судовите да... Точно во таа насока и овој начелен став на Врховниот суд, да се направи нешто што ќе ја олесни, што ќе го олесни пристапот до она што значи судење во судовите, јавноста да се запознае. Иначе, навистина беше така, тие неправосилните одлуки не се објавуваа, не се ни анонимизирани не се објавуваа додека се неправосилни. И јас го поздравувам овој став, а дали ќе го почитуваат судовите, тоа ќе видиме. За адвокатите сигурно дека е во прилог да знаат што се случува, но и граѓаните најмногу. Па ние како адвокати сме единствени информатори во јавноста, значи тоа да го пренесеме што се има случено во судница. Добро да има вакво решение да има, бидејќи со анонимизирање на тие одлуки ќе може јавноста да биде запознаена преку вас новинарите, а со тоа да се прекине и шпекулациите. Значи ние се слушавме сега денови многу шпекулации, луѓе кои што не ја виделе одлуката или не знаат што е напишано внатре, а коментира во јавност. Така, но станува збор за предмет кој што го опфаќа масовното прекршување на човековите права и логично е да се заинтересирани или пак да сакаат да кажат свој став. Огромна е заинтересираноста, така преку ова решение би било добро. Би било добро секако под суштествена повреда на постапката може да се сместат многу точки има во законот. Вообичаено нејасна изрека, нејасна пресуда, нема решителни факти за одлуката и така натаму, тоа е чиста манипулација. Вака на овој начин би се дошло до едно сознание на целата јавност што се случува, дали на вистина државата, односно судството има сила и сака да се справи со криминалот и корупцијата. Така да. Го спомнавте и судскиот совет, тој дали требаше да знае дека се случуваат вакви работи или пак сега се разбуди како од сон после бурните реакции во јавноста? Може ли нешто да промени во смисла одлуката? Секако не може да промени судскиот совет, но дали има капацитет да предизвика судиите и судството да функционира независно кога постојано надвиснува една сенка над судскиот совет дека и тој е под некакво влијание? Пак, еве судијата, мислам дека и врховен судија и многу долго во судството, од самото самоустановување на државата, веќе 30 години, нели ние сите збореме и посакуваме да имаме независно судство, но мислам дека до ден денеска тоа е утопија. Зошто го велам тоа? Кога збориме, например, за независно судство или кога сакаме некои резултати да ги добиеме од судството, треба да бидеме реални со што се соочува тоа судство. Ние денеска се соочуваме, например, со судови кои што немаат финансиски средства да ги платат режиските трошоци, струја, вода и другите трошоци. Стара болест, со години кои што нас не тешти во правосудството. И исто така имаме во точен буџет колку треба да се определи на тие судии. Тој буџет не го добива судството. Не го добива обвинителството. Значи, кога збориме за независно судство, тогаш треба да збориме за самостојно обвинителство. Тие исто кубурат со кадри, кубурат со плати. Значи, кубурат со многу работи, а сакаме резултати. Тоа е, еве ќе го дадам пример, сакаме да отидеме на светско првенство, да го добиеме светското првенство, а сме пратили фудбалери од трета лига. Значи, сметам дека првично, за да побараме резултати, треба не само да викаме дека независно судство не треба нас. Реално да го добиеме тоа што
Еве и да не сакаат политичарите да има независност Они од треба суд. најмногу да посакуваат, бидејќи резултатите, отсуството се стават и на нивно конто. Значи секоја власт Но треба да затоа посакува веднаш го ги независно критикуваат судство. судиите, така? Судскиот совет е таков самостоен орган кој што се грижи за самостојноста и независноста на судиите. И тргнувајќи од нивната таква надлежност, значи тие треба да направат све што е во нивна надлежност и во нивна моќ, да речам, да се справат со она што се проблеми во судството. Прво да тргнеме од изборот на судиите, на членовите на Судскиот совет. Судскиот совет е сочинет од 15 члена, да не ги рачунаме оние двајца што се по функција. 8 души се бираат од редовите на судиите, на судски избори, а другите 5 души се бираат од законодавниот дом, двајца по предлог на председателот на државата. Дали законодавниот дом ја исполнува својата обврска во целост кога се однесува на бирање на истакнат правник за член на Судскиот совет? Како врховен судија, задоволни ли сте од тие кадри што ги предлагаат? Па само ова да ви го кажам. Долго време се манипулираше со тој термин истакнат правник. Што значи истакнат правник? Институтот за човекови права, кој што ја следи работата на Судскиот совет, па сега и на обвинителскиот совет, кога се носеше законот за судски совет, настојуваше да се внесе во тој закон една формулација што значи истакнат правник. Значи да се докажал во својата професија или наука, или да има самостојно јавно делување. Так. Тоа е истакнат правник. Треба да постојат критериуми што е истакнати. Па тоа е доволен критериум за да се знае што е истакнат правник. Меѓутоа се случува да не се почитуваат овие критериуми и да се бираат луѓе кои што немаат доволно искуство. Искуството е многу важна работа, не само да се заврши факултет, да се положи правосуден испит, но битно е и да се работи на одредена материја, на одредени предмети, за да се стекнеш со тоа искуство. За да може да оценува... За да можеш да оцениш, Судскиот совет може да ги оценува сите судии од целата држава. И сега, ако мене дојде да ме оценува некој кој што е на пониска лествица од мене со неговото искуство, се прашувам дали ќе може да ме оцени онака како што треба да бидам оценета. Меѓутоа, во оваа смисла се изготви методологија за оценување, која што се уште нема профункционирано, се изготви, меѓутоа треба да се формираат комисии кои што ќе настапуваат од разна материја во однос на тоа каква е работата на судиите. Ќе биде комплицирано, нема да оди све така лесно од почеток, но се надевам и верувам дека таа методологија ќе им помогне во согледувањето на квалитетот на судиите. Предходната председателка на Судскиот совет Павлина Црвенковска во својата оставка наведе сериозни обвинувања, ставови дека се водело хајка против неа и тоа под влијание на судско бизнис елита и дека се оспорувала целата работа, реформите, промените. Дали тоа ви кажува дека постојат некакви, најавува дека постојат некакви струи во Советот кои што прават поделби, дека нешто се случува посериозно од она што всушност беше објаснато? Таа понатаму не сакаше повеќе да објаснува својата оставка. Па за мене да ви кажам беше храброст да се истапи јавно и да се каже дека имала притисоци од судско бизнис елити. Меѓутоа, незината храброст до тука беше. Не ги нарече притисоци, но сепак назначи дека има некакви... обелодени, барем приближно асоцијативно на некои бизнис елити или судски елити кои што вршеле такви притисоци. До тука застана работата. И сега можеме да речеме сите ние, па може би ете на тој начин барала модус како да се повлече од функцијата, а да остави зад себе едно оправдување дека имала некакви притисоци. Се до онај момент додека таа не излезе и не каже кои биле тие судски бизнис елити, работата нема да се исправи. Новава председателка, која што е исто така од редот на истакнати правници предложени од председателот, е пред голем предизвик.
таа сега треба да се справува со многу проблеми кои што останаа неразрешени. Така. Тие судско бизнес предизвици секој пат би ги имало и ќе ги има. Значи многу е битен, затоа луѓето во судството имаат интегритет. Интегритетот на луѓето треба да биде на многу високо ниво и да пружат отпор на таквите притисоци. Бидејќи секој посакува преку судството да дојде до било што и до некаква цел. Така да на тој начин треба луѓето да останат доследни на својот интегритет и да не дозволат никакво мешање на надворешни сили. Апсолутно. Бидејќи сепак кога збориме и преги сакав да го кажам тоа, кога збориме за независно судство, тоа е уставна категорија, тоа е трета власт. Ние моментално не гледаме дека постои таа трета власт. И тоа треба да се дојде до едно равниште како што постои извршната и законодавната, така и судска власт постои во државата. И да се спречи и да се даде шанса на таа мешањето. судска власт. Така. Да се може спречи да мешањето делува, на другите две власти А во кој она може што да го значи. спречи тоа? Да го Самите забранат суди. самите суди? Самото Самата Зошто тоа не го судска прават? власт Да. треба да смогне сила и да рече крај, доста беше мешање. Да. Порано и во законите се согледуваа некои мешања. Да речеме во првиот закон за формирање на Академијата за суди и јавни обвинители, стоеше една одредба каде што без согласност на владата не може да се донесе статутот на таа академија. Ви се молам, дали тоа не значи мешање во судската власт? Да, но судиите Тоа се генерално исфрли. молчеливи Тоа се исфрли. и не се спротиставуваат ниту на притисоците, ниту на оние кои што им го валкаат интегритетот. Затоа и довербата да се брои на... Таа зависност е створена повеќе од 30 години. Не може да очекуваме дека тоа ќе го снема преку вечер. Нормално дека луѓе како луѓе функционираат по некои навики. Тие навики со текот на времето, ако ние сме доследни дека сакаме да имаме независна судска власт, треба да се бориме против тие влијанија. Така. Уште околу борбата со корупцијата ја спомнавте, критиките од надвор се погласни, но каде го гледате вие обидот да се справи државата со високата корупција? Имаше деновиве една акција која што ги таргетираше вработените на припадници на МВР на граничниот премин Табановци. Дали тоа борбата со корупцијата или пак се очекува дека треба многу повисоко да се реши проблемот со корупцијата, па потоа да се стигне надоле на пониските скалила? Корупцијата е во различни видови, значи не мора да значи дека и тоа е корупција. Имаме и корупција меѓу услуги, значи влијанија, значи било како може да биде таа корупција. Јас би сакал да зборам, например, за тоа што нас натиште во правосудството како корупција. Судски совет излезе со некои индикатори. Тоа беше, мислам, дека имаше сега скоро време, значи како да се борат судиите со корупцијата. Па имаше напишано дека ние како адвокати или обвинителите сме и корумпирале судиите. Јас на тој собер прашав дали колку судии до сега имат пријавено дека некои адвокати или судии ги корумпирале тие, како се вика, судии. Ниеден судија нема пријавен. Тоа е зачудувачки и тоа треба да се види. Зошто е тоа така? Дали тие судии не осеќаат дека во јавноста се плетат приказни дека некој нешто им дал? Добро, може би се мисли на оние роднински врски или пријателски или кои постојат во правосудството и тоа беше спомнато како една од проблемите. Тие треба исто така да се проверуваат. Ние како адвокатска комора дадовме се еден предлог за стратегијата 23-27 година. Сите што влегуваат во судството или кога има промени, исто така да ги информираат надлежните, дали судски совет, дали советот за јавни, дали адвокатска комора, кои луѓе на кои позиции, каде се наоѓаат. Мислам дека некој спомна од Министерство за правда дека не знам во кој суд, кога некој судија зима некој предмет, му свети црвено. Дека некој од лицата кој што е во предметот е засегнат со судијата и дека тој судија не може да постапува. А има ли често такви предмети во судовите низ државата? Јас се разбрав од судски совет дека се водат 10 такви предмети за разрешување на судии, да. Кои што не се иземале и кои имале судирни интереси, врски. И тоа покажува дека ние не работиме на превентива. Значи, еве, се случило и еве сега се во постапка. Во секој случај, судскиот совет има моќ и надлежност да се справува со сите криминали и корупции. Меѓутоа, прашањето е колку таа волја ќе биде изразена, колкав е кредибилитетот на секој поединец во тој судски совет. Јас знам во изминатиот период во тој судски совет, иако се настојуваше да се разрешат одредени состојби и одредени судии беа разрешени, меѓутоа многу бавно се постапуваше.
Кои беа причините за таа бавност, мене не ми се познати. Меѓутоа, ако еден човек, еден член на судскиот совет е ставен на тапет дека сторил некакво кривично дело, а тој човек се уште го држиш во своите редови и на телевизија прв е снимен, што значи тоа? Има таквиот совет кредибилитет? Зборувам општо како тело. Така, може би токму затоа јавноста перцепира дека се солидаризираат. Недовербата на јавноста е голема. Беше некаде 8% кога бевме критикувани и од амбасадорката на Соединетите Американски држави, а сега вчера слушнав била падната на 4%. За мене тоа е фрапантно. Не смее да се дозволи такво нешто. Меѓутоа, за да постои некаква шанса да излеземе од сета оваа работа, треба да се суди професионално, да се суди еднакво. Луѓето се еднакви пред законот. Уште со декларацијата на Обединетите нации е кажано дека сите луѓе се еднакви пред законот. Меѓутоа, кај нас како да не се тоа почитува. Селективност во судењето не смее да има. Зошто се намалува довербата? Вие сте суделе претходно, сега сепак го наблюдувате правосудството според вас. Каде е проблемот за... Па како ќе веруваат луѓето кога слушаат постојано вакви работи? Се бира обвинител затоа што сите гласале као нешто ново, беше тоа и позитивно поздравено дека ете на избори е избран тој човек. Демократски чин. Демократски чин. Зошто тој човек не се одважи и да седне заедно со своите колеги кандидати кои што беа за тоа место и на јавна дебата да ги изнесе своите видувања и становишта за тоа како понатаму ќе работи. Меѓутоа, одговорот него што го слушнав преку медиумите, дека тој секојдневно комуницирал со своите колеги и имал план. Тоа не е за мене исто што и представување јавно. Јавноста сака да знае, да го чуе гласот на тој човек. Што размислува, како размислува и што се неговите планови. Само дозволете ми, правото е една работа, правдата е друга. Меѓу нив постои неправдата. Така. За да се дојде до одредена правдата е специфична вредност, правна вредност, правото. Правдата е специфична правна вредност, која што се темели на одредени темелни испитувања на нормите, на правните норми, на толкувањето на правните норми. Често пати сум ги слушнала судиите велат, ние судиите не треба да ги толкуваме, ние треба само да ги применуваме. Не е точно. Формална примена на правна норма не значи правда. Сите околности на случајот треба да се земат во предвид за да може да биде донесена една правилна одлука, а не сега да викаме дека има суштествена повреда, па дури не знам каква е таа повреда. И да не објаснуваме за јавноста, бидејќи јавноста не може да го разбере тоа. Не може да го разбере тоа. Кога збориме за изборот на обвинителот во организиран криминал, намерата беше многу, мислам, со добра намера се направи таа измена, како една од реформите, да самите обвинители си го избераат обвинителот во организиран криминал, но остана една правна некаженост во законот дека тој обвинител треба да се види некаква биографија за него. Да. Како би го избрале? И Советот за јавни обвинители се фати за како мртво слово на хартија дека таму никаде не е напишано без да имаме пошироко толкување, како што кажате и вие, да излезат од рамките на тоа што е пропишано дека треба да се види тој обвинител што има работено. Можеби обвинител стварно ќе покаже резултати. Можда ќе покаже, меѓутоа стартот е многу лош. Не се представи. Стартот е многу лош и се даде многу лоша порака и во јавноста. Јавноста тоа го забележа, како и амбасадорката на Соединетите Американски држави, бидејќи сите беа изненадени од такви Кој ги нарече збунувачки? Збунувачки, да. Резултатите од изборот и порача дека не треба да има мешање од политиката и да има притисоци врз изборите на суди и обвинители. И тоа беше многу конкретна порака. И со сите такви постапки кои ги спомнав веќе, непрофесионалност, селективност, арбитрерност, непочитување на конзистентна судска пракса, сето тоа води кон неправда, како што рекол уште стариот филозоф, грчки, римски филозоф Цицерон. Sumum ius, summa sapiens iuria. Што значи тоа? Она што за некого треба да биде право, може да биде најголема неправда.
Тоа ли го заслужува нашиот народ? Да. Од тие причини мора да се посвети поголемо внимание кон се она што значи професионален пристап кон судската функција. Судската функција е многу тешка. Да не се мисли дека е тоа неодговорно, дека е лесно да седнеш и да почнеш да делиш правда. Не е така едноставно. Затоа е ставена како трета власт. Минатата недела конечно се случи изборот на шефови на неколку висши обвинителства, меѓу кои Скопското, кое што беше најмногу во фокусот на јавноста, и беше избран единствениот кандидат кој што остана единствен, досегашниот шеф Хајрулахи, додека на целиот тој избор фрлија сомнеш и сенка повлекувањето на двајца обвинители, обвинители од поранешното СЈО, Фетаи, кое што молчаливо и мистериозно се повлече од тој избор. Иако имаше најдобри оцени. Да, а по неа и Бурим Рустеми, обвинителот, кој што како да сакаше да се повлече за да не остави впечаток дека сепак имало избор кога почувствувал веројатно дека има фаворит за таа позиција, тоа е актуелниот шеф. Кои се вашите коментари околу изборите на шефови и на обвинители од страна на Советот на јавните обвинители, бидејќи досега говоривме за овој прв избор на демократски избори? Па еве, конкретно за овој случај, кога се повлекоа двајцата кандидати и оставија да биде и понатаму избран тој што досега беше обвинител, независно каков бил досегашниот негов квалитет во работата, бидејќи имаше и некои случувања кои што не беа баш многу поволни, но објаснувањето на обвинителскиот совет беше дека подобро е да го избереме овој, пошто немаме други кандидати, нели се повлекоа, отколку да остане без обвинителството без шеф. Како да не им беше доволно симптоматично тоа што се повлекуваат кандидатите? Меѓутоа се прашувам, дали тој шеф има некаков заменик кој што можеше во извесен период да го заменува, па да се распише нов оглас и да се јават сите заинтересирани кои што ќе можат да конкурираат. Вака како да беше наместено да биде тој понатаму избран. Дали не реагира доволно и судскиот совет по изјава и генерално институциите по изјавата на Црвенковска, овде во Советот на јавни обвинители по повлекувањето на обвинителите, како да чека да се замолчи сето тоа, да помине, да пројде, а да не испитаат, истражат на што се должат овие случувања? Јас сметам дека изборот во Советот за јавно обвинителство треба да биде потранспарентен, како за јавноста да знае нели за какви кандидати станува збор. Исто треба да се знаат кандидатите што имат направено претходно, како што спомна судијата нели во делот за истакнат правник. Ние на пример бираме истакнати правници, се тоа не ставени во стратегијата 23-27, точно да се дефинира дека не може истакнат правник да биде човек што не го познава јавноста или правосудната јавност, да кажем. Во обвинителството, например, кога се бираат обвинители, мора да знаеме тие обвинители со како бекграунд идат, значи што имат направено претходно, со кои резултати и како ќе продолжат понатаму. И на база на тоа треба да се биде секој објективно оценуван. Така беше, мислам, и за изборот за судии, кој што го спомнавте, кога веќе сега во иднина треба да се бират судиите со највисока оценка. А мислам дека тука Но тоа се промени понатаму, поради тоа што се имаше сомнеш дека оценки да се даваат според не според заслуги, туку според тоа кој па, видите, кому ние повеќе ги цениме се судиите и обвинителите по квалитет. Ние ги цениме по квантитет, колку имат сработено по норма, што не е во ред, бидејќи така се губи квалитетот на пресудите, квалитетот на одлуките. Какви одлуки се носат? Околу стратегијата, што друго се предлага во новата стратегија да се смени со оглед на тоа што многу работи останаа недовршени, многу пропусти се утврдија изминатиот период во правосудството? Па се што се виде како проблеми во правосудството, сега се носат како открит решение. Например, транспарентноста треба да биде на повисоко ниво. Борбата, значи индикаторите за корупција во обвинителство и во судството, како и изборот да биде потранспарентен во обвинителство и во судството, за јавноста да знае нели какви луѓе бираме, на какви позиции ставаме и какви може да ни бидат очекувањата од тие избори. Значи, сепак, за да го подигнеме нивото на верба во правосудството, треба да ставиме квалитетни луѓе. Не може да очекуваме, се преди кажав, не можеме да очекуваме и второ, за ресурсите во судството.
кои што се недостиг. Зарем Огромен. треба во стратегија да се стави дека треба квалитетни луѓе да се бираат? Нели тоа се подразбира дека треба квалитетни суди и обвинители да има, дека може да се напише на повеќе стратегии, но ако не постои волја, ако повторно постои побитно кој чиф треба да е. Преку објективна оценка ќе исплива секој пат квалитетот на луѓето. Ако немаме можност да објективно ги оценуваме, секој пат квалитетните можеби и да не бидат изберени на позициите, да можат да, например, ќе кажам дека има судии кои што својата кариера завршуваат во најниските судови, што не А може би не се не се најлоши. најлошите, да. се по-квалитетни од тие што Апсолутно. биле избрани. Например, ја кога почна да се, значи кога се формираше Советот за реформи 2018 мислам дека беше, тогаш кажав дека ние правиме на прогресија до Врховен суд може да стигнат луѓе на 38 годишна возраст, што тоа не е нормално во едно правосудство да го земеме било кое правосудство во Европа. Затоа што сега барем има норми колку може да се напредува порано, веројатно можеше директно во Врховен или во Не можеше во- порано. Пред ова решение, сега ние знаеме предходно еден период имаше поголем квантум на години кои што На требаше да ги години, исполнуваат, па се намали намали. квантумот и така се дојде до таа луѓе да можат брзо да напредуваат помалце во апелација, па да стигне во Врховен Во суд. времето кога судиите беа на мандат, 8 годишен мандат, Така. во основниот, односно тогаш се викаа општински судови, не можеше да напредуваш погоре ако немаш барем еден мандат од 8 години. Барем еден мандат. Значи биле се поголеми критериумите за избор во повисоките судови. Јас лично ќе ви кажам, јас бев судија во апелација 14 години пред да одам во Врховен суд, што е многу. Меѓутоа, тоа искуство не може да го добиеш ако седиш во понискиот суд. А за да седиш во понискиот суд, или треба да не те бива да одиш погоре, или треба да имаш некакви други врски и така натаму, што не би требало да биде. Секој треба да се докаже со својата работа, со своите одлуки, со своето однесување, со својот кредибилитет, па дури и со своето однесување во судница и надвор од судница. Судијата е секаде судија. Не може ти во судница да седнеш без тога или да си дозволиш да шеташ по улица во издрпани фармерки и така натаму, како што се случуваше во изминатиот период. Сметам дека сега е моментот да се ресетира правосудството, бидејќи сите предлози кои што беа дадени прво, нели зборуваме дека има недостиг на 80 обвинители, има недостиг на не знам колку суди со сега со пензионирањето што беше последно. Сега има народно пензионирање во судството. Тоа што не се направи проверка 2018 година кога се имаше заложби повеќе страни да се направи, тоа што денес, мислам, веќе може да видиме Албанија што ја направи ветингот во Да, нивната но како да се земја. ресетира, спомнавте, ветингот гледам дека не е опција за најголем дел од луѓето Тоа во е веќе задоцната правосудството. реакција. Тоа само требаше да се политичарите го направи во предложуваат. 2018, дури ние тогаш дадовме како адвокатска комора предлог од редот на квалитетни долгогодишни адвокати Така и со се. да се пополни празните места во Но судството, се бидејќи сметаше имаше дека има сили државата да Не ги видо- исчисти тие Еве, гледаме дека судски тоа не го кадри. направи државата. Меѓутоа, тоа нешто се расчисти, но не сосема. имаме застој на кадри, академијата претходно не испорачуваше кадар. Сега имаме две генерации кои што завршуваат, но тие генерации не можат одма да почнат со работа. Значи ќе почнат со по ниските, мислам, предмети од прекршоци во кривишно, а во граѓанско со полесни предмети, така да тие не може да го испорачат тоа што се бара од нив. Сега можеби ќе дојде до некој застој на терет на граѓаните, но Академијата сега излегува завршува денувува последната генерација, седмата генерација. Меѓу нив е и синот на претседателот на Собранието, Барлет Џафери, за кој што од антикорупцијска открија дека тој всушност полагал правосуден испит со несоодветна диплома за завршено високо образование. Како адвокат, каде го гледате проблемот, и вие подоцна ќе ве прашам како судија, и колку овој скандал ја представува реалниот системски проблем кој што се има во државата, каде што со дискрециони права се решаваат или било како сите пречки на патот на оние на кои што треба се решат? Тоа е фактички, ние прво треба да кажеме дека претходно имавме многу поголем скандал. Не знам дали се сеќавате сите,
имавме скандал со влез во академија со кандидати кои што имаа фалсификувано англиски јазик. Тие денеска, Тоа имаше, да. колку што имаме информација дека некои се влезени во и како кандидати во академија, но некои имат, мислам дека и завршено. Тука државата воопшто не се потруди тие кандидати да немат пристап во правосудството, бидејќи со самото тоа тие веќе направиле некое кривично дело. Дали може Како некој ќе да дели очекуваме- правда или да Како гони да очекуваме од криминал? од тие луѓе утре да постапаат со интегритет во правосудството? Значи, за тие кога не се погриживме, мислам дека ова веќе целосно навлегување во правосудството и растурање по сите, бидејќи ако ние на времето сме морали да чекаме 2 години после како се вика завршување на правниот факултет за да може да полагаме правосуден, јас не знам зашто Да се работи на правни работи. да, со правосудна пракса за да можеме да стигнеме до ниво да полагаме правосуден, а на овие им било возможно уште во студентски денови, Што не завршено. незавршени, предвремено да полагаат. Полагање на правосудниот И испит. тука мислам дека исто треба да се види како полагале, бидејќи овие кандидати не полагале усмен испит, туку полагале на заокружување, значи нивото на полагање било на многу Па не само на тие кандидати. и другите генерации Правосудниот испит сега во овој период не знам како се одвива, меѓутоа пред неколку години правосудниот испит се полагаше на тестови Сменето со тоа. 5 одговори од кои да си слеп па ќе погодиш со заокружувањето некои од точните одговори. Но по однос на ова прашање за предвременото полагање на еден Колку е број тоа подривање на овој дел од системот? кандидати предвремено полагање на правосудниот испит. Во самиот закон за полагање на правосуден испит стои забрането е предвремено полагање на правосудниот испит, што значи морате да имате завршен факултет со диплома, па да имате правно искуство од година или 2, колку е сега, дали е година или 2, не знам. Еден период беше 2, па потоа 1 година, а и потоа да се јавите да полагате правосуден испит. И јас не се согласувам со она што беше изјавено од антикорупцијска комисија, дека немале документација, бидејќи документите не се чувале во Министерството за правда за оние луѓе што го полагале правосудниот испит. Па не е потребно ни да се чуваат тие документи за да ти послужат за нешто. Ќе го видиш уверението кога тој човек го положил правосудниот испит. Ќе ја земеш дипломата кога дипломирал и ќе видиш дека не се совпаѓаат, односно тој го положил правосудниот испит пред да добие диплома. Од антикорупцијска најавија дека ќе ги проверат сите кои биле во академијата. 437 луѓе кажаа по јавни по телевизиски медии. Тоа само од еден универзитет, сега ќе се проверуваат и на другите. Ама не се малку тие луѓе. И што ќе им правиме сега на тие луѓе? Ќе ги враќаме назад? Тоа е помината работа. Меѓутоа скандалот останува. Мора да се внимава на вакви работи. Затоа паѓа довербата кај граѓаните. Граѓаните ги следат овие работи, ги слушаат, па дури имаше некои објави по социјални мрежи, деца полагајте прво правосуден испит, па после запишувајте се на факултет. Но тоа не е дозволено секому. Законот кој што го спомнавте е променет токму поради тоа што имало такви случаи и сега тоа е забрането. И тогаш дискреционото право на кое се повикуваат дека постоело и дека можело такво нешто да се дозволи не е точно. Дискреционото право се однесува за случаи каде што има оправдани причини кандидатот да не можел да се јави на испит поради болест или нешто слично, па да му се даде со друг рок, но не пред време да полага. Тоа е недозволиво и противзаконски. Кој сака министер нека биде, тоа не можел да го направи. Так. Тоа велите злоупотреба? Па злоупотреба е апсолутно злоупотреба. И за тоа треба некој да понесе одговорност, меѓутоа сите тие работи кои не се решат. За сега обвинителството нема покренато, барем според последните информации кои што ги имам оттаму, немаат отворена случај истрага пред истрага за овој предмет. Па како и за претходно што го спомнав случајот со фалсификуваните дипломи на англиски. Да. Околу овие дипломи отворија многу дилеми во јавноста. Дали се согласувате дека треба да бидат проверени сите кои што изминативе години станале суди и обвинители, дали го користеле за обиколениот пат? Па треба, ако сакаме да расчистиме целата таа работа, да не ни виси
над глава, како некоја сенка во правосудството и да не намалува довербата, мислам дека треба да се дојде до крајта и да се знае што се има случајно. Со дискусијата продолжуваме по рекламите. Продолжуваме со анализата на случувањата во правосудството изминатиот период. Морам да спомнам овде и за јавниот судир помеѓу вице-премиерката за добро владење и републичкиот обвинител Љубомир Јовески. Таа кажа свој став личен дека смета дека тој не треба да биде избран за уставен судија поради тоа што имаме лоша оценка од критики за борбата со корупцијата. Тој пак и возврати дека не треба да врши притисок врз обвинителството и дека можеби тој смета дека парите кои се трошат за незиниот кабинет би биле подобро да се дадат за борбата со корупцијата, односно за обвинителството. Што сметате, Тумановски, дали ова е нејзин личен став или пак можеби владата испраќа некаква порака до републичкиот обвинител и каде го гледате исходот од овој јавен судир? Министерката е дел од влада. Така да не верувам, треба да се праша лично да се праша министерка дали е личен став, но кога го изјавува еден министер таква изјава кога дава, сепак тоа треба да биде став на владата или на извршната власт. Точно е дека со таа изјава се меша во работењето на јавното обвинителство, но сметам дека до тука треба да биде изјавата и воопшто не треба да се спомнува изборот на јавниот обвинител, дали ќе биде избран или по предлог во собранието, бидејќи сепак таму предлозите не доваѓаат од обвинителство, доваѓаат од самите политички партии. Владата е таа што предлага и републички обвинител, но и во ситуација... Јас затоа на почеток кажав дека и со новата стратегија треба да се направи самостојност на јавното обвинителство. Таа е точно дека е дел од власта. Ако се сеќавате, пред да дојде оваа власт, најавуваше дека јавниот обвинител ќе се бере од опозицијата. Дека ќе има истражни центри, сега има само неколку истражни центри. Истражни центар, мислам дека... Како да се води борба со корупцијата и високиот криминал ако нема истражен центар, например? Тоа е долго ветување, тој во законот го има. Тоа во законот го има, во законот го има дека треба да се снимат судењата, но не се снимат. Значи, во ЗКП пишува дека треба да бидат и со камера, и аудио, и визуелно. Во граѓанските судови и пишува дека треба да бидат тонски. Еве денеска читав еден записник од суд од внатрешноста. Странката се пожали дека тоа што го кажал не стоело во записникот. Но кога би се снимало, и тоа урива довербата на граѓаните. Доколку се снимало, тоа нема да биде изоставено, бидејќи тоа што е кажано, не е запишено како да не е кажано. Тие записници ќе ги чита повисокиот суд и во жалбен навод и да се стават овие жалбени наводи, тоа ќе биде за жал, тоа ќе нема средства за тонски записи. Колку години нема средства? Значи, ово го збориме веќе повеќе од 10 години. Да. Единствено се снимаше во граѓанскиот суд во Скопје. Да. Но ние кога збориме за судство, треба да збориме за сите судови. Треба да збориме не само за граѓанскиот суд, и за кривичниот суд во Скопје. Треба правда да остваруваат во цела држава сите граѓани. Да, и сите граѓани го гледаат тоа и тоа е фактички мерило. Не треба да го направиме да биде мерило само во овие два суда. Исто така преку транспарентноста на судството, граѓаните мислам со поголема транспарентност ќе имат поголема доверба во судството, но таа транспарентност треба да биде одмерена. Значи да не дозволиме, например како што беше со јавното обвинителство, да добие транспарентност, кој што беше претходен затворен орган, добија транспарентност па да слушаме судење на телевизија или слушавме например предмети како се разглабаат или како се кажуваат, туку тие изјави треба да бидат секогаш дозирани и јавноста да биде на некој начин запознаени. Господин Коцов, за судирот помеѓу вице-премиерката и републичкиот обвинител, на што ви укажува тоа? И за борбата со корупцијата, каде е проблемот? Дали обвинителството е тоа што не си врши работата или пак проблемот е системски поголем? За она што се случуваше меѓу вице-премиерката и републичкиот обвинител, мислам дека некако како да продолжи онаа дебата од парламентот, од законодавната комисија. Нели таму имаше предлози за кандидат за уставен суд и таму настана една голема дебата помеѓу
пратениците од ВМРО и пратениците од СДСМ се препукуваа помеѓу себе кој вреди, кој не вреди и така натаму. Ова јавно искажување на вице-премиерката околу работата на републичкиот јавен обвинител не можам да го сврстам во некаде во смисла на тоа кој е во право, а кој не е во право. Не можам да знам дали се тоа ветришта кои што се од самата влада или некаде од друго место, меѓутоа во секој случај се знае начинот како треба да се избере еден кандидат, односно еден судија за Уставен суд и не гледам некоја причина, нешто страшно. Таа смета дека е така и тоа си го кажа јавно. Смета дека може да е неизин став тоа. Да, може и да не е неизин став, меѓутоа го искажа јавно. Но нанесе штета. Републичкиот јавен обвинител и возврати, како ќе се одвиваат работите, ќе видиме. Ќе се гласа во парламент. Ќе видиме во 2023 година. Оваа година и веја завршуваме со горе-доле познати и веќе дискутирани проблеми, но што сметате, кои случувања ја обележа оваа година? Имаше многу пресуди, одлуки, избори, афери. Што според вас ја обележа оваа година, кои настани, еве неколку може да кажете, и што очекувате од правосудната 2023 година? Почнем. Па ја одбележа повеќе настани оваа година. Ете, предвременото полагање на правосудниот испит, понатаму членовите на судскиот совет, повлекувањето на екс-председателката од нејзината функција, понатаму овие настани околу пресудите кои што се ставаат во ситуација да размислуваат граѓаните што со тие пресуди, каква завршница ќе имаат и дали ќе се најде начин да некој што е обвинет треба да го добие она што е заслужено, односно да добие соодветна казна, или ќе помине тоа така како магла. Така. А вие, Тумановски? Па не знам, јас сум оптимист, секој пат оптимист дека ќе се подобри ситуацијата во правосудството, дека 23 година ќе ни донесе една поведра ситуација. Ке зборуваме за многу позитивни работи од правосудството. Мислам дека и треба да бидеме потранспарентни во тоа што е добро да се каже во јавноста, не само тоа што е лошо. Сметам дека овие сите настани кои што ги спомна судијата и кои што ги зборувавме во текот на емисијата, мислам дека некој пат треба од грешките човек да учи. Еве, сме сгрешиле, знаеме каде ни е слабата и негативната страна и да видиме во иднина тоа да го поправиме. Мислам дека сега со стратегијата која што ќе се донесе за поглавието 23-24, и исто така ќе дадеме, што се вика, позитивен ветер во правосудството и еве, да кажеме дека ако извршната власт сака да имаме независно судство и да биде трета власт, која што ќе биде еднаква со другите две власти, само нека ги дадат тие ресурси кои што се потребни, бидејќи таму се потребни материјални и човечки. Кога ќе ги имат тие, тогаш може да бараме точни резултати и да знаеме кај ни се наоѓа проблемот во правосудството. Посакувам во новата година да преовлада владењето на правото. Основно е тоа правна држава, донесовме закони, променивме легислатива, се уште има работи кои што треба да се доправаат во таа легислатива, да се доуредуваат, меѓутоа главно да се воспостави владење на правото. Како да се воспостави? Тоа е цел за која што се зборува со години. Кој е лекот за... Зборувавме за тоа. Еднаквост на граѓаните пред законите, професионален настап на судиите, неселективна правда, постапување неарбитрерно, почитување на судската конзистентна пракса која што ни ја препорачува и Меѓународниот суд за човекови права. Значи, почитување на човековите права, основно, почитување на човековите права, повторно ќе го повторам, а тоа може да се направи само со солидни професионалци со интегритет. Владењето на правото тоа значи да оние норми кои што треба да ги применат, ги толкуваат и правилно ги применуваат, да не биде еден формализам само. Правната сигурност е најбитна. Правната сигурност, подобрување и изголемување на правната сигурност на граѓаните да очекуваме во следнава година. А тоа е од носење на правилни пресуди,
секој во правосудство да се работи работа за кој што е платен, бидејќи сепак даношните обврзници тоа го очекуваат од И секој да биде на местото на кое што заслужува да биде, она што ни го порача и амбасадорката, да мерит систем, секој по заслуга да биде поставен на судските тоа е и важна водителските работа, позиции. меѓутоа и санкционирање на оние што сгрешиле. Ви благодарам на вечерашната дебата, на вашите ставови. Остануваме и понатаму во топ тема да ги анализираме случувањата во правосудството. Вам почитувани ви благодарам што бевте вечерва со И топ ние тема. ги благодариме на поканата. Исто.